Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муабети. Денес на гости за прв пат од кога ја работиме во приказна имаме новинарка Елизавета Митреска, или соработник, дописник, како ќе дојде кореспондент на македонска телевизија од Прилеп. Дописник, вработена веќе годинава се 30 години во македонската радио телевизија работа, но не е само тоа, новинарски стаж би рекле. Знаеш и самиот хонорарниот дел не влегува официјално, меѓутоа стои како ангажман. Так. Па 35 години. 35 години новинарски стаж, годинава некој го препознато, беше номинирана и ја доби дипломата 3 ноември, која што доделува град Прилеп. Прво да ти честитам. Тоа е за особен придонес во новинарството во Прилеп. Милан, благодарам. Како викаат прилепчани, со убави работи да се враќаат. Сите убави работи и пред се полека да почнеме некако, еве јас можеби како најмлад, со најмалку стаж во таа приказка во Прилеп, ти со најмногу стаж од активните, ако не ги зајавиме во предвид оние кои што се пензионирани. Да пробуваме малку нешто кое што го изгубивме, да го враќаме мајде полека сега за да стасаме дотаму. Како ти се реши во животот да бидеш новинар? Дипломирав на факултетот, на филолошкиот факултет, група Југословенска книжевност. Далечната 89, сега ми изгледа далечна, колку брзо поминало времето. Јас сум имал 5 години. Јубилеј свој виде. Првиот повик што велат, јас сум и професор по македонски јазик, меѓутоа буквално од почетокот патеката, чекорите ме донесоа до Радио Прилеп, сите паметат радио. Прво беше Радио Прилеп тогаш, па потоа беше Радио Телевизија Прилеп. Центар за печат радио и телевизија Прилеп. Да не забораваме, Народен глас беше, за жал. И случајно, интересно беше во тоа време што никого таму не познавав. Може би по некои околности требаше да останам Скопје, таму да ја градам новинарската кариера, а бев определена од почеток во новинарската професија. И кога влегов им реков добар ден, јас сум таа и таа, дипломирав, ама немам воопшто стаж, практика во новинарството. Ако ми помогнете со советите, практичниот дел, да ме покажам што знам, па вие одлучете. Со јазикот го научи. Со тие буквално зборови почна мојата практична новинарска професија. Знаеш, сега што ми се заврти, воопште не го планирав, ама сиди жена Крашимене, новинарка, 89-та, правиме муабет во исклучително конзервативен град. Како беше прифатено тоа од другари, другарки, семејство, чеки сети пред камери? Прво се зачудија што така и се обратив на своје времено. Обично, знаеш, кај нас малку и по препрва рака. Не е битно. Меѓутоа, бев решителна да го направам тоа што го сакам. И во почетокот, добро, радиото беше, потоа дојде телевизијата, а и некако. Радиото. Радио не се гледа, слушаме само глас. гледа, се чита Народен глас и пополека стигна и телевизијата. Малку чудно, меѓутоа беше на радост на прилепчани, мора да признаеме, малку и носталгија, сите не паќа, затоа што ги немаме, тие се дел од историјата на Прилеп. Од тука прилепчани се информира, немаше тогаш интернет и
па веднаш да дознаеш или Facebook, Ама без социјални мрежи, без разлика што ги има. што и да се кажеше, радио Прилеп го кажа. И своевиден закон беше, како на училиште учителот ми кажа. Дефинитивно беше и за и сериозна куќа кај што имаш редакција, кај што имаш Јас новинарството го научив практичниот дел токму од имињата новинарите што беа во радио телевизија да Прилеп. беа подружници на македонска телевизија, не беа туку така оставени. Тие беа локални радиостаници во Македонија и како општествени чинители. Коренет дел во секојдневието на Прилеп, без нив не се можеше. Се надевам и денес, меѓутоа некои работи се изместија, меѓутоа улогата остана прва и единствена. Навремено вистинско информирање, а потоа може и осврти, потоа може и анализи, но граѓаните, ние сме должни на граѓаните да им кажеме што им се случува во градот. Пренесување на информација, значи Апсолутно, било за добро или за лошо, тие треба да знаат точно што им се случува, што се случува секој ден. Тие можат потоа да проценат дали е добро или не, зависи секој како Знаеш, има една работа која што вчера баш си ја мислив, не е некои работи дека не ги знаеме. Во овие се мали средини, знаеме се. Работата добива сосема друга тежина кога јавно ќе се третира некој проблем. Од сите знаеме, например, овој прави ово, онај функционер вака функционира, онај онака, се доцна, не знам, одредени одлуки од кои што ни зависи буквално животот и квалитетот на живот. Сме слушнале, не сме дослушнале. Ама едно е кога ги знаеме и ги шушкаме низ чаршија по кафеќе, друго е кога ќе се третираат јавно. Тогаш има многу поголема веројатност. Затоа е одговорноста поголема и многу голема на новинарот. Ја носи таа одговорност да биде тоа точно, да биде проверено. Апсолутно. Друго е како викаме ние муабет меѓу нас, чаршински муабет. Може да биде, а може и да не биде. Секој ќе си додаде во приказната она што смета дека е битно. Меѓутоа, прво и основно е да е проверено, точно и прецизно. Апсолутно, мора да се истражи. Тоа е и најголемата одговорност на новинарот. Тоа никогаш нема да се промени. Колку и времињата да се менуваат? Времињата се менуваат, ама може да заклучиме дека и се менува и односот на новинарите кон професијата во овие 34 години, то сериозно многу малку остануваат новинари кои што се професионални. Има и двонасочно тука. Односот на новинарите и другите, нивниот однос кон новинарите. Секако дека низ годините, децениите се влијаело врз професијата. Оти е чувствителна. Станува збор за клучни информации што се нудат. Сега дали има подклекнувања или не, тоа е друга приказна. Меѓутоа, односот кон професијата, да, на некој начин. Може би сите како заедница, како велиме некогаш од некого си се разочарал, па си донесол свој заклучок. Меѓутоа, не може се да се стави во ист кош. Секој одговара за себе си, возрастни луѓе сме, одговорност носи кон кажаното. И ако довербата ја има, нормално дека авторитетот довербата низ годините се градат, како викаат старите, еднаш само да се сгреши, тешко се враќа довербата ако еднаш се загуби. Кај нас имаме, не сакам да користам имаме сериозни новинари кои што биле исклучително популарни, да речеме, кои што биле национални концесионери уште од она време кога не знам, цуто на телевизијата, крајот на 90-ти, почетокот на овој век и така натаму, кои што реално го злоупотребиле тоа и некако не функционира еднаш кога ќе да информираш лажно дека ќе изгубиш довербата. Се уште се авторитети. Како го толкуваш тоа? Знаеш, во секоја професија има евентуални.
пак ќе речам со оградување злоупотреби. Сега, народот и аудиториумот знае да го препознае тоа. Меѓутоа, во секоја професија се прават грешки ненамерни. Тоа е една ситуација. Не за ненамерно. Да. Ако намерно се прави, будно е окото на јавноста. Веднаш ќе го забележи. Дека се скршнало од правецот на професионалност. Мислиш дека имаме доволно демократска свест ние да ги проценуваме реално сме 34 години во плурализам некако кој што го глумиме очигледно само и то лошо и мислиш дека јавноста има капацитет да ги препознае да ги Има капацитет да ги препознае, меѓутоа треба некои дневни работи, дневно толкување на нештата да се изфилтрираат. Секој има капацитет да го препознае она што чини, она што не чини, доброто од лошото. И помалите, повозрастните и секако ние искусните би рекле. Меѓутоа, едукацијата ни е потребна континуирано за било која професија. Што значи новинарот? Може би и ние, ајде сега како викаме прво да си погледнеме во својот двор, може би и ние треба да обрнеме внимание со нашите постапки, односот и тоа да им го представиме што значиме ние за општеството, да и го представиме на јавноста. Секогаш. Меѓутоа, постапките на новинарот дефинитивно, начинот на презентирање на информацијата на одредена состојба веднаш ќе го привлече вниманието на јавноста. Ајде, начинот, ќе го разберам дека секој има свој начин, свој стил, кога сега ќе се фатам... Да, се препознава секој од... За зборот начин ќе се фатам сега ме носи на еден уловет како ќе искоментираш појави кои што ние имаме 5 национални концесионери во држава, да не ги набројуваме, сите ги знаеме и еден настан имаш. И она кој што го каже пред се треба се пренесе информацијата, па после како ќе ја коментираме е уредничка политика, така? Се, за истава информација кај што биле сите 5 новинари ги гледа сите микрофони, се пренесува веста на сите 5 различно, како да биле на различен настан. Прави муабет за она базичното кој што го кажа ти прво информацијата, па после правиме што правиме. Овде кога го нема тоа, како го коментираш тоа, да постои и е сериозно. Единствениот коментар на ова е моето цитирање на правилата во новинарството. Пак спомнав и пак ќе речам, постојат правила. Должен си да ја соопштиш основната информација за одреден настан. Таму и таму, тогаш и тогаш се случи тоа и тоа. И да ја провериш, пожелно е 2 извори, ако е пресконференција, тоа е друга приказна, меѓутоа, основната информација прво треба да допре до гледачот, слушателот, читателот. Потоа, приказната се проширува со ставови од, како викаме ние, експерти, аналитичари, 2, 3, па и 4 страни ако има. Мора да се опфатат сите аспекти на одредена состојба. И на крајот, како што спомена, секоја редакција има свој начин на анализа, коментирање, но пак врз основа на понудените факти. Ставовите на новинарот на крајот откако ќе му бидат приложени сите факти. Со тие ставови, како гледач, слушател или читател, можеш да се согласиш или не мораш. Може се блиски до твоите видувања на состојбите, но основната информација тоа е текот вистински. И ако се наруши тој синџир, не коментирам каде се заблегува. Ако се наруши тој синџир, фали јалка и не е веќе целина. Сега за да продолжиме таму кај што сакам да одиме, морам да те вратам назад, малку само ми раскажа како си влегла во
во Радио Прилеп, како си пристапила, Така како си тргна. добила работата. Те се првите А чакаат. мене ми е побитното, што те натера да појдеш да тропнеш таму? Си завршила филологија, ти си професор по македонски. Сега одеднаш, значи ми фали онај момент на слушав радио, го слушнав овај глас на оваа новинарка, на овај новинар, на Не знаеш да ти ја кажам едно. желбата, како тој влие на мене, тој глас, и јас сакам да влијам на народот така. Кај се случи тоа? Јас за мене можам да кажам зашто се занимавам Има со ова. интересна, необична случка. Таа ќе ја кажам, таа ги поттурна работите. Споменав дека по дипломирањето имав шанса хонорарно во Скопје да работам. Прво во Македонско радио не беа отворени подосна по 2 години и другите телевизии национални, зборувам концесионери. Кој знае како викаме каде ќе завршевме. Меѓутоа се вратив летото во Прилеп и ја загубив личната карта. Ова беше случката што ги забрза работите. Јас со самото тоа што имав шанса да работам во Скопје како новинар, веќе бев определен на патот, но тоа ги забрза. Отидов единствено во Радио Прилеп се огласуваше загубен личен документ. Мораше да огласиш за да ти издадат нов. И отидов да огласам, краток муамет со мој познаник, кај да се обратам, сакам да почнам да работам и буквално една загубена лична карта ги поттурна работите. Не дека тогаш ме определи. Да бидеме јасни, јас знаев дека го сакам новинарството, но тоа некако ги забрза работите. Ајде, да почнеме и како вика се другата историја. Некако бевме во општина Прилеп, кој се соопштуваа резултатите за 3 ноемвриските награди. Си направивме еден многу краток муавет и твојот коментар беше немаме млади новинари во Прилеп. Да, Милан. Што правиме со... Имаме едно дете запишано на факултет кој што годинава се запиша и еден 30 годишен новинар. Тој е Филип. Тој најмлад. Значи, се останато кој што се занимава со медиум, да во Прилеп, дали е новинар, дали е медиумски работник, дали е контент креатор секојдневен, сме над 40 години. Таа состојба ми се чини отвора многу посуштинско прашање. Зошто е тоа така? Што се случува во новинарството, во македонското новинарство? Каде е моментално? Зошто нема некој да го влечи да почне со новинарската професија? Треба подлабока анализа, не би сакала ад хок да дадам одговори, затоа што навистина е аналитичко прашањето и повеќе суштинско. Ама ајде полека да Меѓутоа, ајде сите тргнуваме од тоа. Парите, платата, екзистенцијата, што е најбитно во ова денешно време. Новинарите не се баш платени. Немаат работно време. Не. Секогаш стендбај се. Посебно за празници, недели, понеделници, делник, празник, секако, ноќе дење. И кога калкулираат, денешните нормално генерацијите, имаме ситуацијата и со иселувањето, кога ќе се вкалкулира тоа, веројатно, предпоставувам, се поставува прашањето колку и како се исплеќа. Нормално е да секој да размислува дека му се валоризира трудот. Имало периоди кога сме работеле, кога почнувале онај хонорарниот дел што викам 6 години, мојот беше 6 години и познавам колеги во македонско радио по десетина и порано и повеќе години хонорарци биле. Неизвестно било кога ќе се вработат и така натаму. И ден денес така има едноставно хонорарно. Тоа им го продлабочува прашањето што, колку и како вреди. Оти бара ова многу професија. Бара откажување, нема редовност, што викаме нема работно време.
Ако јас И состојбите воопшто, сепак потребна е подлабока анализа. Јас само да ги загатнам си велам работите. А многу ми е жално некој дека. полут од уметник, тој е новинар. Затоа што уметникот има сосема и друг вид на лудост, ама овие треба да има и таа креативна лудост, а исто време да има лудоста да си ја стави главата в торба на Така е. одредени моменти. Муабетов ми е дали немаме, не сме оставиле во овие 30 години пример за децата да му стане љубопитно и интересно. Оти не правиме муабет секојаш, ни едно дете кој ќе се запишува, многу се ретки оние кои што се од мали подготвувани калкуланти, кај што има пари. Воглавно децата да се запишат кај што се чувствуваат добро, да сонуваат, да растат на прво интелектуално и така натаму, па после тоа да му отвори некакви порти низ кои ќе поминува и ќе гради кариера. Значи, неверојатно е да нема деца, ја пак кажам, сигурно ги има. Веројатно ги има, сакам да верувам дека ги има. Меѓутоа, една добра анкета меѓу помладите би загатнало повеќе одговори. Зошто тие не се решаваат? Се не би можела во нивно име, меѓутоа е и ризична професија. Апсолутно. И дали тоа комбинација од се, меѓутоа и нивниот одговор многу ќе придонеси за нивната определба за или против новинарството. Сакам да верувам, пак ќе речам, дека ги има новите генерации кои ќе се впуштат во овие неизвестни професионални води. Неизвестни, ама се интересни. Се предизвик се во секој случај, меѓутоа колку и како се подготвени да влезат во тој предизвик, може би е и повеќе лична работа. Апсолутно. Во секој случај би го дале тие одговорот, а сакам да верувам дека ги има. И може би е одреден период на суша, условно речено, а од нас зависи како представуваме, па за да речат, аха, јас сакам да бидам. Дали не бидам. мислиш, еве се конкретно ќе зборувам? Прилеп изгуби комплетна култура на дебат. Не сум Прилеп воопшто. Прилеп нема, значи вакви разговори, глупо е да зборувам во прво лице на сега, ама потегнуваме некои работи кои што апсолутно се заборавени овде. Телевизија Прилеп ги имаше тие интервјуа, ги имаше тие разговори, имаше дебати пред локални избори. Добро, и воопшто на ниво на држава повеќе дебати. Добро, на ниво на држава националните концесионери го одржуваат, али за локалните проблеми некако кога да се заборавивме да се видиме и да поразговараме, да ги актуализираме. Па од нас веројатно зависи, Милан, од кого друг. Од нас и колку сме дебата, а и да погледнеме медиумскиот простор во Прилеп каков е. Ние немаме телевизија во момент. Имаме радио, имаме портал, меѓутоа портали, нормално, вестник. Меѓутоа телевизија немаме. Имаме радио, 2 портали со видеопродукција и вестник. Телевизија немаме. Сите новинари кои што беа во последната телевизија се раштркани во свој катче и работат на новинарство живеат од тоа. Зошто не се на едно место? Конкретно за тоа прашање, новинарите не можат да го дадат одговорот. Телевизијата, како викаме често, е скапа играчка. Многу сака опрема, многу вложување треба. Треба да најде некој, сака веројатно интерес. Главно интерес за отворање телевизија. Меѓутоа пак, па мора да се задржи независноста на новинарскиот дел. Да биде објективно, да биде вистинско новинарството. А не да биде гласило на одредени интересни групи кои што се... Новинарите во овој момент и кога разговараме со колегите, останува отворено прашањето зошто Прилеп нема телевизија, затоа што не
не можат тие лично да го направат тоа. Апсолутно. Тие ќе ја си ја работат својата професионална работа. Но нека остане отворено прашањето за сите во ова наша заедница, зошто Прилеп нема телевизија и дали може да има во догледно време. Ама за 5-6 години нема Добро да е, има убаво човечки е. материјал да се направи телевизија. Затоа што возрастот на луѓето кои што Не сакам да гледам на така, може би ќе ги имаме и младите, но во секој случај, како викаат, не 5 до 12, веќе 12 и 12 и 20. 20. Мора одговор да даде заедницата, би рекла јас. И дали нова Новинарите секогаш се подготвени да работат. Тие работат, тие се научени, немаат ограничувања временски, ниту часовни, нема тука никаков проблем. Меѓутоа, заедницата, не знам, меѓутоа, новинарите дефинитивно во овој момент не можат да го дадат одговорот на тоа. За почеток се надевам дека еве со пошто ти си прва новинарка која ќе иде во ОТВ да разговараме да со новинар зашо ако не на тема новинарство. Се надевам за почеток дека ќе ги отвараме прашања и ќе почнеме да дебатираме, ќе почнеме да се учиме да дебатираме и истовремено да ги учиме оние чинители кои што од кои што на крај на кристата им ги зависи животот и квалитетот на животот во заедницата, дека ќе почнеме да ги учиме и тие да едноставно да немаат избор дали да дебатираат и да одговараат на прашања. Тие мислам дека во овие 20 години веќе таква комоција им се даде на тие, особено на локално ниво на луѓето кои што ја управуваат заедницата, што не чувствуваат потреба да одговараат на никакви прашања. Тука ја гледам одговорноста на новинарите. И полека треба да враќаме некој културна Мислам дека дебата. новинарите ги поставуваат прашањата. Тоа никогаш не им се случило да заборават да ги постават прашањата. И упорно ги поставуваат прашањата затоа што го следиме секојдневието на Прилеп, и доброто и лошото. Како викаат, лесно е за доброто и треба да се пофали нормално, да се поттикни, да стане континуирано за развој на градот, а на лошото да се укажи. Но без критика нема напредок. Проблемот за да се реши и да не се повтори. Не може да биде само за едното или за другото. Тоа е комплетното што го прави секојдневието во градот и ќе го прави подобро секојдневието за граѓаните. И ние сме во служба на граѓаните. Новинарите ги поставуваат прашањата. Сега и упорни се да ги добијат одговорите, дефинитивно. Тука недвосмислено можам да го речам тоа. Не мислам дека имаме загубено критичката мисла, дека е многу ретка, многу мала, скоро незабележлива и сме сведени на поставување прашање, ти поставуваш едно, тој ти одговара друго и завршува муабетот тука. Не, новинарите се навраќале на теми од повеќе аспекти. Барем можам ја да речам. Други видувања, независни, невладини, експерти, од факултетите и така натаму, сите, оти новинарот не може судот да го донеси, како што рековме. Мора да ги спои мислењата, ставовите на сите кои можат да го променат на подобро, велам, секојдневието, животот во градот. И ги носат, и ги прашуваат сите страни. Дефинитивно секој има лична агенда, би рекле, меѓутоа тоа е основата на нештата. Да се прашува, да се бара одговор постојано. Да се бара одговор. И да не се запре во тоа, дефинитивно. Никако не сме да се запре, треба, мислам, дури јас имам такво чувство, ми фали критичка мисла во држава воопшто, јас сум прилепчанец во Прилеп, ми фали телевизија, ми фала да ги видам и на редакција на луѓе кои што ќе имаат различни афинитети, еден политика, друг култура, трет општество и така натаму. И да се, ќе речем, може би во догледно време нема да ни се случи тоа, ама можеме барем на ваков начин да се гледаме и да ги дебатираме работите и да ги разговараме и да ја придвижуваме мислата. Мислам дека упорноста наша, а и сечија кога некој нешто работи и до крај го дотерува, што би рекле,
ќе даде резултати. И дава. Не треба откажување. Ние сме возрастни луѓе, сите имаме ставови. Не е проблем. Треба да се каже. Некој има поинакво гледиште. Може би греши во нешто, не можеме да видиме истомисленици, тоа е абсурдно. И абсурдно е некој да очекува да видиме истомисленици. Меѓутоа, да се почитува и туѓиот став. И, како велам, ајде да ги споредиме аргументите. Ако тој, на противникот да речам, има подобри аргументи, треба да му се признае. Аргументирано зборува. А не са како што викаме на памет. Јасно. Тука нема ништо спорно. Аргументирано изнесување ставови дефинитивно не останува незабележано. Секоја заедница, сите ние сакаме подобро да биде. Сем одредена малодушност, знаеш, ај сега не може да се смени или кој за џабе што викаме. Меѓутоа тоа ќе го има. Меѓутоа не треба да се запрева упорноста, да барање одговори на прашање од сите, но аргументирано. Апсолутно, како викат, пред фактите и боговите молчат. Не може да се пренебрегне тоа. Ако не го изнесеш, ако не ги изнесеш ставовите, нема да знаат дека има поинакво нешто, поинакви аргументи луѓето. За една ситуација неодамна со таксисти се често неинформирани, не е битно за одредена тема, ама викам поради тоа, овие се фактите, вика не знаев. Она што ми го рече не знаев, тоа е она суштинското. Фали на луѓето да им кажеме јасно и гласно со факти што и како е. Апсолутно и да однесува. И тогаш не го знаев ова. Сега поинаку гледам на нештата. Значи, отвореноста, информираноста ни треба. И упорноста за информираност. Јас велам тоа допира. И дефинитивно, искуството ми го покажа. Некогаш нема да допре брзо, ниту лесно. Меѓутоа, не треба да се откажеме од вистината, од фактите. Што правиме особено ќе има портали, има таа приказна, имало на времето и мислам во блиско минато и телевизии кои што функционирале така, што правиме сега со порталиве кои што разбирам да го пренеси обвинувањето, па демантов да не го пренеси. Ама ако демант одговара на политикава на порталов, објавува демант, а не знаеш ти како читател што демантира, пошто обвинувањево е од неодговарачкава страна. Што правиме со тие портали? Тоа треба да се решава, не сум повикана и не можам тоа да одговорам, меѓутоа пак ќе се повикам на едно правило во новинарството. Тоа децении постоеш. И постои. Не треба да се пренегреме и да се заборави. Кога објавуваш нешто, а има демант, отстапуваш онолку простор колку што претходно си објавил. Мораш. Демантот си обврзан да го објавиш. Ама не се согласувал, не се согласувал. Абсурдна ситуација не обвинувањето и не го објавува демантов. Доколку му одговара само демантов, а не знаеш што демантира. Значи ти како читател понатаму немам коментар. И се ти бараш низ порталов, чеки сега кај е обвинувањево, го нема, зошто ти така решил, така тоа е некој партиско да речеме порталче кој што апсолутно нема од етика. Да не правиме муавет новинарска. А ги има многу. Имаме Совет за етика, имаме при Сдруженијето за етичко однесување. Меѓутоа, тоа е правило во новинарството. И немам што да додадам на тоа. Мене ми се случи, бев на терен, снимав интервју, ми се јавува одреден човек, Милан, да, повел, јас сум тој и тој, сакам да дојдеш, да имам да демантирам нешто. Што имаш да демантираш?
на обвинувањето на тој, ама јас воопшто го немам објавено обвинувањето. Така да не можам да те пуштам со демант. Така е. Тој што го објавил треба да остави простор за демантирање. Така. Јас туѓа информација не можам да ја демантирам. Апсолутно. Затоа што не сум кажала нешто за да може да дојде до демантирање. Апсолутно. И Ама тоа да дојдеш. и тука Не може. има и тука има правила, дефинитивно. Од озгора се до тоа јас тоа обвинување не сум го објавил затоа што не сум го видел. Прво не се занимаваме со дневна политика како портал воопшто. Сега со избориве повеќе политика имаме. Ама со дневна многу ретко се занимавам, скоро ич. И сега ние не сме објавиле дека една партија обвинувала, друга ми се јавува за деманта. Ама како да ти го пуштам демант? Не си ти обврзан, бидејќи ништо воопшто не си објавил за тоа. Нормално. Тој што објавил е обврзан за Апсолутно. демантот. И Апсолутно. тука секое поинако гледање на нештата би било надвор од правилото. Вете, мислам дека правиме муавет повеќе од пола сат, рековме пола сат ќе биде разговоров, затоа што сега не брка уште една работа, одиме на кај општина. Советниците ќе се конституира. Тоа е советот. Советот ќе се конституира. Ајде да го привршуваме муаветот. Се надевам дека гледачите мене ми звучеше како една убава лекција по новинарство од твоја страна. Јас се надевам дека малку само подчепнав да има малку различна страна во целата прича, па она што го мантраме јас дека треба да има спротивставени ставови, а не дека различно гледаме. Често тука изникнува по интересна дебата. Фала ти што прифати да си поразговараме вака. Многу ми е кеф што баш ти си првата новинарка што дошла тука, нема врска трето на Југорската награда, има врска искуството и истовремено ти си единствениот новинар кој што работи за македонската телевизија од Прилеп, сите други се сепак да речеме локални портали, имаме дописници за национално Така, немаме ограничувања со оглед на интернетот, социјалните мрежи, значи светот е глобално село на крај краишта. Таа информација секаде стигнува, посебно преку интернетот. И ја сакам професијата, само кратко да кажам. Го сакам градот во кој работам, се надевам, сакам да верувам дека некои работи ќе укажиме и за добро и за лошо, добрите да останат, лошите да ги нема, да не се повторуваат. Да ги поправиме. Меѓутоа ги поздравувам сите колеги. Каде и да работат, дали во портал, дали во радио, телевизија. Знам колку е напорна работата, знам колку сака откажување и секоја упорност ја почитувам и им велам бидете упорни, издржете. Како викаат, сме се фатили наоро или сме се определили за професија која е непредвидлива. Непредвидлива, не знаејќи што наредниот ден ќе ни донесе, нема работно време, меѓутоа кога веќе го работиме, да го работиме како што треба. Непредвидлива, на моменти опасна, ама на крај на криштата од професиите кои ќе носат и најголемо задоволство, кога ќе се направи добар прилог, кој ќе се помогне на некој особено, така да тоа со ништо не се мери. Така, и секоја професија кога ќе се направи нешто добро, убаво, задоволството е лично, така и во новинарската. Дефинитивно ти благодарам што ме покани. Посакувам успех и бидете упорни, тоа. Дефинитивно упорни до вистината и аргументирано. Апсолутно, нема тука со вистината компромис мислам дека не треба да има и затоа и нашето мото е отворено, транспарентно, вистинито. Се надевам дека овие година и пол кои што сум јас тука, отава си го заслужува тоа мото и се надевам дека ќе обстоиме и понатаму да бидеме едно мало демократско катче или заедница за Прилеп и Пелагонија. Од срце го посакувам тоа. Фала ти што еднаш дојде. Фала ви ваш што гледавте, се надевам дека ви беше интересно, се гледаме во следно интервју.